Прегледувајќи ги архивските материјали, ќе се навратам на еден момент кој што мене лично ми остави голем впечаток. Чинам дека беше 28 април 1980 година. Прогласување на победниците на второто поред издание на Фолкфест Валандово. Историски чин на нашето културно живење и најавата на водителот. А сега Евто Пупиновски и неговата Лихнида Кајче Веслаше, која ја доби првата награда од жирито на второто издание на Фолкфест Валандово. Одекна раскошен глас кој пленува со својата убавина, со специфичните финеси. Песна која прираснува при срце. И потоа се огласија громогласни аплаузи. Тоа беше еден голем успех, потврда за вашите високи уметнички дострели, кои што чинам тогаш ве доближија до легендите. Би сакал, господине Пупиновски, да ни откриете од каде ја црпевте инспирацијата, создавајќи го ова ваше ремек дело. И дали тогаш бевте свесни дека од вашето композиторско перо се излева еден македонски бисер кој што чинаме културно обележје на целата македонска нација? Таа и таква презентација за Лихнида, јас мислам, е многу достоинствена и достојна. И никогаш не е на одмет, така да убаво кажано, затоа што Лихнида е на свој начин повторувам начин едно македонско чудово, таа наша народна новокомпонирана песма. Зошто го велам ова? Сега од оваа дистанца веќе ги имам податоците дека Лихнида има 5 легални верзии, значи легални, на кои јас сум на тие што во своите проекти, не знам, цедења, плочи и така натака, ја ставиле на легален начин, сум им дал дозвола. И има можеби уште толку нелегални низ Балканот. Легални има во Србија, Хрватска, Македонија, Бугарија и Америка. Сега, самото по себе тоа кажува дека на задоволство. Лихнида може, значи, да се нарачат, ако некој има прилика да нарачат на кој било оркестар да му ја отсвира, да му ја испеат на Балканот. Дали е Србија, Бугарија, Хрватска и така натака. Инспирацијата тука едноставно нема бегање. Охрид на, ако збориме за бисери, ако збориме за неисцрпна тема на инспирација за едно природно, па и чудо, природно чудо, тоа е Охрид. И се она што од аспект природа, Охрид природа, тој го нуди. Значи, е жива инспирација. Така да, многу логично, тука може би почнато од текстот и може би се тука може да се каже, дури и на крај интерпретацијата, дека е така на некој си условно кажано, дека е инспирирана и пак од Охрид. Лихнида е произлегла од Охрид и целата таа негова инспирација и зборуваат за Охрид и за таа природна убавина. Може да се нарече втора химна на Македонија. Па, јас реков, своеврсно чудо, инаку лично, која ќе пуштам обично од CD, првите ноти од аранжманот која ги чујам, во моментот и секогаш и до последно ми побудуваат некое чувство на нешто величенствено. Сега, на моја голема среќа, јас тукаш имав и во мои други песни, али пред сето тој старт со Лихнида, имав многу квалитетни соработници. Текстописецот Мирослав Кузман и аранжерот покојниот Миодраг Божиновски, еден од
најсилните, најинспиративните пред се доајени аранжери и композитори. Ке може ли за нашите слушатели да ни отпеете овде во живо еден мал дел од овој македонски бисер? Значи да звекнеме Лихнида. Така. Лихнида кајче веслаше по Охридското езеро, ти в коси песна пеше, Билјана платно беше. Лихнида кајче веслаше по Охридското езеро, ти в коси песна пеше, Билјана платно беше. Лихнида кајче веслаше по Охридското езеро, на стотине се рибари, стари другари. Стари другари,
Добро. Лихнида кајче веснаше. Нејзиното кајче еве како изгледа сега од ова перспектива после од 86-те, како му реално 27-8 години. Таа веќе има 5 легални верзии, значи верзија низ Балкан, значи со дозвола и уште така 5-6 без дозвола. Лихнида која беше и остана песна на сите генерации. Лихнида која едноставно со својата сила, песната дојде до еден голем балкански мегахит. И благодариме на Лихнида